Благодарам, бидејќи разговарав со правник, се согласувам јас со тоа за конкретна одговорност на индивидуалец, но исто така сум и за колективната одговорност, затоа што овде не се работи за лице кој што е трговец поединец, па пример имам трафика што сакам ќе правам со робата. Се согласуваме, мислам апсолутно немам против. Една сигурно ќе има под едно дело ќе биде квалификувано правнички ова што го направила сестрата, ако го направила, ама секако мора да има одговорност и тој што над неа подпишувал и така натаму. Сега уште едно прашање, ако ми дозволува времето, бидејќи го слушнав Тодоров кога кажа дека спомена дека постои можност нели за реверси, доколку за тоа нели се докаже дека постои недостаток на лекови заради нужност, крајна нужност, особено кога зборуваме за вакви диагнози, но само кратко да ми одговорите дали ваков став би имале и кога се работи еве во случајов вашиот следбеник Филипче, кога тој подпишувал реверси во износ од 7 милиони. Дали овде според вас станува збор за некаква нужност или би требало еве вие да би биле министери да добиете барање за ваков реверс, дали би го подпишале или претходно би се запрашале луѓе за што ви се овие пари? Прво е износот голем, а второ и терапијата е сериозна. Зборуваме за тоа дека Филипче подпишал под прашање, ако е возможно. Значи прво